Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Емисијата Одговорност и одговори. Овој пат ја започнуваме со градоначалникот на општина Крушево, Томе Христоски, кој што е наш гостин. Добар ден, добре ни дојдовте во Радио Пела. Добар ден, ви благодарам на поканата. Да ги поздравиме слушателите на Радио Пела и нашите сограѓани крушевчани кои не слушаат. Се разбира, не слушаат преку радиостаницата на Радио Пела на 96,8 FM, не следат на нашиот Facebook профил и ги покануваме сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во програмата и да постават одредени прашања до градоначалникот. Нашиот телефон е 076 802 595. Се разбира, можат и во коментари или на месенџер да оставаат одредени пораки или пак одредени прашања. Ние сите ќе ги поставиме до градоначалникот. Најпрвин, градоначалниче, да почнеме со она што е, како би рекла јас, што е зафати целата земја со пандемијата. Најпрвин да слушнеме за здравието на крушевчани, како општина Крушево се справува или се справуваше изминатава година со коронавирусот, колку крушевчани ги почитуваат здравствените протоколи и мерки и дали се заинтересирани за имунизацијата. Вака едно повеќе прашање во едно поврзано со здравствената состојба на крушевчани. Да, ви благодарам. Од почетокот на пандемијата, крушевчани морам да признам дека не беа свесни на она што ни се случува и на локално, и на централно, и на светско ниво. Пандемијата и коронавирусот не одзеде, не изолира нас како општина, туку не опфати и нас, за жал. Го опфати многу наши граѓани, знаете, Крушево е поврзано роднински, пријателски, другарски, живееме, сите сме некако поврзани на некој начин и од почеток немаше многу зафатени, заболени од коронавирусот, беа изолирани случаи, да речеме една-две фамилии, меѓутоа подоцна дали контактите кои ни беа преку регионот Прилеп, Битола, Скопје и посетителите кои ни доаѓаа, зафати неколку фамилии, тоа се прошири на целата општина. Имавме 20-тина, дури броевме и преку ден 10-тина заболени, ново заболени случаеви. Меѓутоа ние како општина апелиравме често, преземавме низа мерки, активности кои ни стојат на располагање. Не само како општина, туку и како кризен штаб, како општина Крушево воедно. Јас и председател сум на општинскиот кризен штаб. Ги презедовме сите превентивни мерки кои ни стојат на располагање. Се вршеа дезинфекции на главната улица, на споредните улици, институциите кои беа по централно и локално ниво, училиштата, градинките, домот на културата, секаде онаму каде што има поголема фреквенција на граѓани, на население и посетители секако, заедно со приватниот сектор, односно оние давачи на услуги, ресторански, хотелски субјекти, заедно изнајдовме сили преку донации, преку набавка заедничка набавивме околу 20.000 маски. Ги поделивме на ниво на цела општина и секаде онаму каде што беше фреквентно поставивме пунктови. Обично пунктови поставувавме во пазарните денови од вработени на општина Крушево, дури поставувавме и во некои настани кои ни се случува и редари, за да ги предупредуваат граѓаните што мислам превентивно да си ставаат маски на нив, да нема групирање меѓу местното население. И мислам дека тоа доведе да сето тоа се намали бројот на заболени. Не можам да кажам дека скроз се намали, меѓутоа се намали драстично. И се уште ги преземаме сите активности кои ни стојат на располагање и мислам дека ова ќе доведе до целосна вакцинација, односно луѓето кога ќе се вакцинираат, ќе се намали бројот на минимално ниво во Крушево. Тоа ми беше и прашањето, каков интересот за имунизација? Веќе возрастните и кај вас почнаа да се вакцинираат од 1 март, кога властите предложија со AstraZeneca да се вакцинираат постарите лица. Каков е интересот генерално кај сите граѓани, какви се размислувањата? Свесноста од она што ни се случува
отидовме до таму што има голема заинтересираност за вакцинација. Веќе сите се вакцинира над 70 години, сите се вакцинира над 60 години. Границата оди се подолу и подолу, мислам дека ќе стигнеме до вакцинација и до 40 години, она што беше и на централно ниво, и мислам дека имаме одличен одзив и како општина и како град, но и заедно со населените места. Ние се вакцинираме, мислам, по високата граница, односно до 60 години во општина Крушево, здравствениот дом во Крушево, се што е надолу, на долна граница се вакцинира во општина Битола на регионалниот пункт во спортската сала. Како е вашето здравје, бидејќи вие ја прилежавте коронавирусот и прашањето ми е дали вие ќе се имунизирате? Да, секако, јас се пријавив за вакцинација, она што поминав е многу лошо, бев 13 дена на инфективна клиника и не би сакал никој да се повтори, да. Така. Би почнале со она што навистина верувам дека ќе ги интересира сите оние кои што не следат на Facebook и надвор од Прилеп и надвор од Крушево во сите градови на Македонија, малку запознавање со Крушево, со она што му се случува. Ви имате вака изјавено: Крушево се гради, но и променува. Нема да оставиме локален пат или улица која е во лоша состојба во општина Крушево, не реконструирана или необновена. Навистина, за едно туристичко место е многу важна патната инфраструктура. Го одржавте ли вашиот збор? Го одржуваме, значи не само што го одржуваме секојдневно. За да направите вие улица, имаме, да речеме, повеќе улици во Крушево, не можеме сите наеднаш и сите одма. Меѓутоа, постепено, од почеток на мандатот трае 4 години, ги решаваме проблемите тековно. Заедно на почеток почнавме со анкетирање на граѓаните која улица е приоритетна, која е повеќе фреквентна, која е повеќе важна, она каде што гравитираат, каде што се движат местното население, каде што вршиме промоција на туризмот, она што е битно за општината, каде што привлекуваме се поголем број на туристи и секој ден ги решаваме проблемите не само во градот, туку и равномерно по населените места. Значи како се развиваат селата, така се развива и градот. Никој не е изоставен сите овие години наназад и мислам дека во сите села имаме една градежна офанзива која не се случувало одамна. Имаме ли податоци колку се асфалтирани улици, колку се реконструирани и што сега се реконструира и што е најактуелно општина Крушево? Во моментов се асфалтира главната сообраќајница, односно транзитната зона, која асфалтира Македонија пат, е влезена во програмата која поврзува регионален пат за Постарека и главните регионални правци кон Кривогаштани, кон село Сладуево, односно Демирхисар. И во наредниот период преку Светска банка се одвоени на 630.000 евра и мислиме да ги асфалтираме следните улици. Улицата Коча Миленко, улицата која движи од раскрсните тага до Кутигули, наредна е кај црквата Света Тројца, потоа ќе биде Врабојцки угаштани, Врабојец Светомитрани, исто тие обезбедени и секако Борино, онај дел каде што е изоставен, Борино до раскрсница за саѓање. Рековте дека приоритет се исто така населените места кои што гравитираат околу Крушево. Што им е приоритет, односно што им е важно на тие луѓе? Дали водоснабдувањето, дали локалните пратишта, дали изградба на канализациона мрежа, улично осветлување, бидејќи секое населено место различно и дише, различно и живее, има и различни приоритети, и што локалната самоуправа презема за подобар живот на овие граѓани во населените места? Што најчесто тие се жалаат, што им е најчест проблем и како може локалната самоуправа да делува во овие населени места? Во однос на она што затекнавме ние, ги затекнавме населените места во не сите, во многу лоша состојба. Колку населени места гравитираат во Крушево? 13 имаме активни села, додека 17 имаме села, населени места и градот Крушево. Не сите, значи неравномерно се градеа, додека едни села и населени места има пешачки зони, патеки, асфалтирани улици, другите немаа вода за пиење. Значи си поставивме за цел селата равномерно мора да се развиваат. За нас сите се битни и еднакви. И мора да имат еднаков третман и од општината, меѓутоа и кон населението. Без разлика на вера, припадност и слично. Започнавме со приоритетните барања и потреби на граѓаните. Значи започнавме со резерварите во Белушино, во Борино изградба, се изградија веќе тие. Продолжуваме сега кон село Јакреново, изградет Цевковод, сега ќе градиме и резервар за питка вода.
Почнавме со асфалтирање кон село Саждево, Јакреново, Борино, Житоше, ветувани проекти повеќе од 30 години. Изнајдовме начини, можности и средства, заедно не само од државата, туку и европски средства, кои сето ова го правиме, не можеме сами, во зависност од тоа каква мала и сиромашна општина сме. Имаме многу скромен и мал буџет, единствено сме насочени кон фондовите, кои до сега не разбираат и доста ни помагаат. Сакам да им упатам од тука благодарност, да продолжиме и понатаму со нашата соработка и мислам дека ќе продолжиме работата. Крушево тргна на еден убав и успешен пат и не смееме да тргнеме од тој пат, каде што се градат улици, канализации, водоводи, се она што е битно и многу важно за граѓаните. Не се луксузираме, тргнавме искрено кон оваа работа и ќе продолжиме искрено и трезвено да работиме, одговорно, отчетно секако. Бидејќи навистина би рекла јас во наводници е смешно да се зборува во 21-виот век за пивка вода за пиење. Не е смешно, жално е. Да, баш. Потребни се навистина и патиштата во населените места, но да зборуваме дека одредени населени места каде што живеат луѓето и немаат пивка вода за пиење, навистина е не добро да се дискутира и не прикажува добра слика за она што се развива. Сметате ли дека се доволно покриени со пивка вода за пиење населените места? Никогаш не е доволно. Значи имаме доста загуби, имаме и дел, морам да признам, и кражби свесно или несвесно, ради вадење, наводнување на насадите и слично. Сето тоа не го санкционираме, превентивно делуваме на терен, преку разговор непосреден директно со граѓаните. Еве пред некој ден бевме во село Врбоец, имаше недостиг вода за пиење, додека други од граѓаните наводнуваа. Имавме контрола во село Пресил ненајавена, каде што исто така имаше жалби дека немаат вода за пиење, а други наводнуваат. Исто излеговме јас лично како градоначалник и заедно со екипата од јавното комунално претпријатие и сите работи мора да ги спрачиме. Првин луѓето треба да имаат вода за пиење, а после други работи. Ние сме должни како општина да изградиме инфраструктура, меѓутоа во зависност ќе ви кажам од средствата кои ги имаме, а тоа се минимални, изнаоѓаме начини и можности сето тоа да го покриеме на некој начин и да им помогнеме на нашето население, затоа што и наводнувањето е многу битно заради земјоделскиот крај и нема друга алтернатива местното население. Земјоделските работи се многу битни за нашиот крај. Без развиени села немаме развиен град. Ако селата не се развиени, не можеме да живееме ние само од туризам или само другите гранки. Колку често се сретнувате со граѓаните? Имате ли средби со граѓаните? Достатни ли сте до граѓаните? Бидејќи сепак институцијата градоначалник изискува да биде близок со граѓаните, па да ги слуша нивните проблеми, барања, потреби, па и пофалби. Иако е приемен ден во општината во четврток од 10 до 12 часот, до 13 часот, ние секојдневно примаме луѓе и непосредно разговор со луѓе правиме и по населените места секојдневно. Вчера бе во текот на вчерашниот ден бе во Скопје, од тука се врати во Борино, па замина во Врбоец. Значи има потреби и барања, многу битни и важни. Ако додека минатиот градоначалник или претходните мои претходници, не сакам многу да ги критикувам, беа недостапни, влеговме искрено и отворено. Значи првин се битни граѓаните. После општината и инфраструктурата. Најбитно е да има живот во населените места и тоа го правиме сега во моментов. А живот ќе донесеме преку инфраструктура, патишта, канализации, водоводи и се што му е потребно. Реконструкција на училишта и така натаму. Во ова време кога туристичкиот сектор е еден од најоштетените поради пандемијата, а крушевската економија главно се потпира токму на туризмот, колку локалната самоуправа им излегува во пресред на туристичкиот сектор за негова одржливост, за негов опстанок, кои чекори се преземени? Ние како општина, јас лично како градоначалник се заложив и презедовме низа чекори преку контакти со поголемите хотелиери, односно Хотел Монтана и Хотел Панорама, кои во моментот функционираат одлично во Крушево. Ние изгубивме многу, односно туристичкиот сектор, сиот, не само хотелскиот дел, туку и ресторанските услуги осетија многу, затоа што имавме доста меѓународни надпревари. Имавме 7 меѓународни надпревари кои се одржуваа претходната година, англиско, чешко, словачко, германско првенство. И тие сите ги изгубивме. Значи ги откажаа надпреварите и не доаѓа во Крушево.
Ние заедно со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, преку разговори, преку промоција, најдовме решение преку ваучерите да привлечеме наши домашни туристи. Да го покриеме таа дупка и тој недостиг на туристи, туристичка такса, она што се плаќаше во општината, да сепак да нема толку оштетување кон локалните ресторани, кафичи, да речеме, и хотели. Се одзваа доста од внатрешните туристи, иако не е тоа доволно, меѓутоа се насочиме стриктно и директно кон промоција и привлекување на само домашни туристи. Мислам дека во наредниот период ќе се отворат границите со генералната, односно светската имунизација која се врши и на нашата земја и на сите земји што не обкружуваат, и ќе продолжат тие фреквенции, да речеме, и соработки кои ги имавме претходно. Пошто е познато Крушево, и вие сега го спомнавте, на светската туристичка мапа е одржувањето на параглайдерството, требаше да се одржи светското или треба да се одржи светското првенство во параглайдерство во јули месец. Дали ќе се одржи, дали е тоа неизвестно, какви се вашите сознанија, бидејќи генерално токму Крушево е местото кај што параглайдерите од целиот свет пристигнува, и локалната самоуправена местина, мора да се признае, добро го уреди местото на полетувалиште. Каква е посетеноста, ќе се одржи ли, какви се вашите сознанија, бидејќи јули ние за неколку дена? Во моментов течат подготовките за светското првенство. Не знаеме точно дали ќе се одржи, меѓутоа уште тече пријавувањето на активни спортисти кои треба да дојдат во Крушево на светско ниво. Светското првенство ќе биде за змеарство. 2019 година имавме светско првенство за параглайдерство, прв пат во нашата земја и во нашиот град. Имавме околу 2500 посетители, гости, кои ја опфатија цела општина, дури немаше каде да престојуваат, престојува во Прилеп, во околните градови Битола и така натаму. Со тоа се подобри многу локалната економија и мислам дека и во наредниот период не зависи од нас. Повторно ќе кажам, зависи тоа од генералната и нашата имунизација. Како ќе се одвиваат работите на светско ниво, така ќе бидеме и ние насочени и сме свесни и трезвени во она што ни се случува и работиме на подготовка и промоција на нашето Крушево. Ние во моментов градиме, еве денеска започнуваме со изградба на контролна кула на самото полетиште, која недостигаше, заедно со потребните елементи за состаноци, сала имаме натре предвидено, не дај Боже невреме ако им се случи да се заштитат луѓето и да се приберат тука во таа сала. Ако ги гледаме вака проектите кои што се реализирани кога вие веќе управувате како менаџер со општина Крушево, кои проекти вака се реализирани од минатата година и предминатата година, со кои вие како прв човек во Крушево се гордеете? Кој проект вака ви е најдраг проект? Нема некои поголеми или помали, со секој проект се гордееме. Дури јас морам да признам дека е претерана нашата промоција, меѓутоа ја правиме разликата од она што се случувало во минатото и она што се гради сега во моментов, и навистина има голема разлика. Значи воспоставивме едно темпо на работа која мора да се одржи. Ако сакаме да имаме општина позната, препознатлива, посакувана, мора да го развиваме Крушево. Без разлика дали тоа биле патишта, водоводи, канализации, се она што сме надлежни како општина. Значи не е тука само помош државата, има доста фондови каде што ние мора и можеме да се насочиме. До сега 60-70% ќе кажем од фондовите се отворени кон Крушево и ни стојат на располагање, и во наредниот период имаме доста готови проекти. Значи зборуваме за проекти околу 30 кои ги имаме готови и чекаме на фондовите само да се отвори некој повик да аплицираме и да го земеме. Тие се готови, основани проекти каде што дополнително Крушево ќе се развива и каде ќе се промовира. И ова прашање токму поврзано со сега што го говоревте, опозицијата често ве обвинува за нетранспарентно работење, за недомајкинско работење, за неквалитетни реализирани проекти во градот, во населените места.
Колкав е буџетот на општина Крушево, ве често го спомнувате и како, односно со кои средства вие успевате да ги реализирате овие дел од проектите што ги набројавте, ако ги говориме, се разбира и за другите сфери. Општината работи со буџет кој ни стои на располагање без дотации за плати околу 100.000 евра. Тоа е символичен буџет, додека некои градоначалници купуваат возила со тој буџет, ние располагаме за преку цела година со тој буџет. И тој е буџет собран од туристички такси, од даноци, од придонеси, од платени плати на локално ниво и тој буџет транспарентно, одговорно и отчетно го распределуваме на спортски клубови, на проекти, 90% од буџетот одат кон изработка на проекти. Тендерските документации ни се отворени, транспарентни и отчетни, дури ги вадиме јавно и на мојот личен профил, затоа претходно кажав дека и претерано сме транспарентни. Добро, за промоција секогаш има време и не е никогаш претерано за промоција. Не, меѓутоа промоција на извадени од Биро за јавни набавки и тоа е јавно и транспарентно и секој може да се пријави. Немаме едни исти во континуитет фирми кои што ни се јавуваат, кои што се сомнителни, да речеме. Оти знаете, ако се повторуваат неколку фирми на локално ниво, ќе стане сомнително. Да речеме, се јавуваат различни фирми, онај соодветни фирми и мислам дека го одбирате најдобриот понудувач. Да, согласно закон, согласно се. Да. Голем дел од јавните набавки ги објавуваат министерствата. Немаме удел таму. Голем дел, да речеме, UNDP, еве реконструкција на школа во Борино, го објавуваат тендерот UNDP. И ние како општина сме приложиле документација да се имплементира тој проект. И ние не можеме да го објавиме тендерот кога други финансираат, други објавуваат. Така да се најдуваат проекти од меѓународната заедница со цел да се подобрат условите на живење во општина Крушево. Претпоставувам тоа е она што е приоритет на општината за подобро Крушево. Така е. Јас би поставила неколку, бидејќи имаме две прашања од наш следач на Facebook. Вели вака, прашува каков е планот за оваа година за одржување на спортски манифестации со оглед на подобрување на состојбата со пандемиите. Се претпоставувам дека се мисли на поголем број на спортски манифестации, бидејќи друг наш посетител прашува колку општината ги подготвува спортските инфраструктури за реализирање на спортски манифестации од екипните спортови, може би се мисли на фудбалот, на ракометот, затоа што одбојката, затоа што Крушево порано беше база за одржување на подготовки на македонски екипи. Точно. Дали одите на тие двете прашања воедно сега, ќе ми извините, ама да му дадеме повторно ќе се навратам, добивме фонд грант од Светска банка од 500.000 евра. За прв пат ја реконструиравме спортската сала во Крушево, која значи повеќе и многу е важна за Крушево, каде што повеќе екипи може да пројават интерес. Крушево има одлични висински предуслови за висински припреми и подготовки на национални, државни, меѓународни екипи кои доаѓаа во минатото и повторно ќе доаѓаат. Имаме на незе спроведено, мислам, изградена е карпа за болдеринг. Сега фитнес оваа недела доаѓа во Крушево, фитнес сала ќе имаме за прв пат во нашиот град со справи за теретана. Долниот дел имаме најсовремен под во регионот поставен. Тука мислам дека и државната репрезентација за одбојка веќе пројави интерес. Ќе се одржи исто така на езерото, на Вештачкото езеро и вториот државен надпревар. Веќе имаме најава за државно првенство во пливање. Манифестации ќе се одржат 10 дена Крушевска република. Во зависност од пандемијата ќе има и други манифестации, меѓутоа сега во моментов сме ограничени и со бројот на посетители и се друго. Еве сега привршува изградбата на киносалата и театарот во Крушево, која исто така за прв пат после долги години имаме повторно киносала, ќе имаме и за театарски представи. Комплетно се реконструира горната училишна зграда и се она што е потребно за нормално одвивање на сите настани сме подготвени и им стоиме на сите организатори во Крушево. Еве една најава дека ако се биде во ред и ако се ослободат мерките, џез фестивалот во Скопје ќе се пренасочи во Крушево.
Одлично, еден ексклузивитет во однос на точно. манифестациите. Моментално одат снимки на нашата Facebook страна од 10 дена Крушевска република и коњанизите каде што пристигнуваат во Крушево, иако тоа прашање беше некаде подолу, јас само сакам да ме прашам како се подготвувате, бидејќи вие уште од сега почнувате да се подготвувате за 10 дена Крушевска република, а верувам дека и Прилепскиот архив ќе се вклучи во рамките на тоа да ни презентира одредени историски факти поврзани со Илинденското востание. Како е во сета таа организација? Вие веќе велам се подготвувате за август. Точно така, за разлика не сакавме исто монотонија да биде и да се одржи настанот како што бил година за година. Сакаме нешто ново да воведиме. За прв пат и оваа година склучивме меморандум за соработка со Државниот архив во Прилеп, каде додека се одвива манифестација на видео обим ќе бидат извадени, ќе има извадоци, слики од комити, од населението, од како се организирало востанието, нешто ново, иновативно, која ќе влее впечаток и мислам дека ќе биде атрактивно, примамливо да го посетат Крушево се повеќе гости и посетители. Верувам дека ќе имаме време за тоа да дискутираме, ќе одвоиме простор да ни раскажувате за подготовките за оваа манифестација која што е важна и клучна и верувам дека многу посетители ќе дојдат, па ќе имаме една колективна имунизација и ќе воведуваме малку ред во нашето општествено и културно живење. Се надевам дека здрави и живи до 2 август и до воведувањето на манифестацијата 10 дена Крушевска република, но следното мрашење ми е поврзано токму со невработеноста и иселувањето на Крушево. Може ли да се спречи тој процес во Крушево и иселувањето, како што е генерално во сите градови на Македонија? Колку младите сакаат да останат тука? Каде може да се вработат? Има ли услови за подобрување на економската слика? Ако го отстраниме туризмот како еден најдоходовна сфера на заработка во Крушево? Економската ситуација во Крушево стагнира одреден период. Порано Крушево беше познато по многу фабрики поврзани со тутунската индустрија, со изработка на златни предмети и така натаму. Каде е сега тоа Крушево во тој развој? Меѓутоа се случија некои други склоп на околности, слепото црево можам слободно и вака многу, како да кажам, не фреквенцијата кон другите поголеми градови, не поголемите држави не направија да бидеме одсечени од главната инфраструктура и од главните стопанственици кои носат развој на нашата општина. Ние ја проширивме во моментов индустријската зона Опаленик и таму пројавија интерес уште 2 фирми. Меѓутоа со таа работа стагнира откако ни се случи коронавирусот. Веќе секи ја закупи долната парцела од 18.000 квадрати, мислам дека 12 до 18.000 квадрати, ќе гради уште еден пункт голем и веќе Екошар доби преку ИПАРТ програмата над 2 милиони евра, го реконструира објектот кој во ноември сака да го отвори како млекара за млекара на овој регион кој не достигаше, освен Полошкиот регион немаше на друго место. Мислам дека ќе имаме на Пелагонискиот регион покрај Бимилк во Битола, ќе имаме тука млекара втора. Исто така и имаме уште двајца потенцијални инвеститори кои не сакаме сега во моментов да ги откриваме, пошто се сериозни и уште го испитуваат теренот. Значи фреквенцијата кон Скопје, гравитацијата кон Скопје и по големите градови, до аеродромите, блискоста им е потребна и она што ќе се случува во иднина. Дали е индустријската зона добро опремена инфраструктурно за да може да се доаѓаат компании кои што сакаат да работат тука во Крушево? Да, во моментот имаме донесена инфраструктура, водовод, канализација и инфраструктура во поглед на струја, доводна струја. Другиот дел се договараме директно со пристапни патишта заедно со инвеститорот, пошто волјата ја спроведуваме на план и согласно законите, онака како што треба да биде, согласно урбанистичките планови. Најбитна е инфраструктурата, патот. Сите стопанственици кои доаѓаат во Крушево прашуваат кој е оддалеченото од Крушево до поголемите градови и до аеродромите, за да ја пласираат својата роба се побрзо. Некоја од нивните, да речеме, работи, ера си плива може
затоа брзината на теренот, тоа го налага, неопходна. Да. Ако сакаме да развиваме стопанство, мора државата да се определи кон брзи патишта, проводни патишта и мислам дека економијата ќе се развива. Може би некогаш ќе разговараме и да функционира аеродромот во Малокоњари, Така за да е. може да биде побрза достапноста на странските партнери со граѓаните. Каква е состојбата со училиштата во Крушево? Не ми одговоривте на прашањето поврзано со младите и со иселувањето. Сметате ли дека на овој начин би се спречило иселувањето на младите во Крушево, бидејќи генерално разговарајќи со крушевчани и со луѓето кои што работат во образование, се помал е бројот на деца кои што се запишуваат во основното училиште, во средното училиште. Какви проекти правите, како ги подобрувате условите, како можете да ги задржите младите да дојдат во Крушево, да се школуваат во Крушево, бидејќи навистина средното училиште располага со убави профили кои што се актуелни и барани на пазарот на трудот. Во моментов размислуваме за пројавување на интерес за дуална паралелка во склоп на гимназијата Наум Номовски Борче, како би ги задржиле младите. Знаеме дека туристичкиот сектор се развива во Крушево и дополнително ќе се развива и наредниот период, пошто станува атрактивно. Еве едниот инвеститор Панорама веќе ги проширува своите активности и преку лето, што значи сака да ја прави дестинацијата за 4 сезони, има недостиг на кадар. Тој недостиг на кадар ние како општина сме должни да го покриеме. За да не носиме, да речеме, од околните градови или поголемите градови, и целта ни е да го задржиме, да ги задржиме младите. Со тоа би направиле дуална паралелка каде што ќе му изнаоѓаме на тие инвеститори кадар соодветен, да се пронајдат тука и да останат тука да формираат фамилии. Тоа ни е единствен спас во моментов на општината и на градот, и со тоа би ги задржале младите. На што би се фокусирал годинашниот туризам во Крушево? Има ли други интересни содржини, манифестации, настани, спортски натпреварувања кои ќе ги привлечат туристите и дали ќе се сконцентрирате на домашниот турист? Заедно со Светска банка работиме на повеќе мултифункционални спортови. Заедно со Швајцарска амбасада, најавувам уште од сега, правиме доста во поглед на маунтинг байкинг. Веќе обележавме 42 километарски патеки за велосипедизам. Во иднина ќе поставуваме и патокази на други места, ќе го прошируваме тој дел во поглед на проширување на и поголем број на маунтинг байкинг. Авантуристите бараат зиплайн и према она што ги анкетиравме и авантуристички парк, во моментов се гради на самите ски терени горе. Ски терените горе се реконструираат, значи повеќе спортови. Тука ни е одбојката во градот. Спортската сала со мултифункционални спортови, фитнес салата. Од тука сакам да ги поканам сите национални тимови да дојдат во Крушево, каде што ќе го пројават својот интерес и каде што ќе бидат подготвени за нови победи за нашата држава и нашиот град, секако. И Крушево се променува и изменува во тој дел. И работиме на тоа. Јас како турист, ако сакам да го посетам Крушево ова лето, кои понуди ќе можете да ми ги понудите? Па Што е наинтересно? Јас некако градоначалник, како крушевчанец. Крушево има што да се види. Крушево е град на историја, традиција, култура. Имаме 8 знаменитости. Тука е спомен обележјето на Тоше Проевски, Тодор Проевски, нашиот сограѓанин. Имаме музеи на Нов Македониум ни е тука. Исто така имаме пешачки патеки. Еве, Крушевското езеро стана атрактивна дестинација за доаѓаат доста од Прилеп, од Битола, од околните градови, дури од Скопје. Веќе сега тој дел и го осветлуваме таму, станува атрактивен и во ноќните часови. Исто така, од другата страна, кон Монтана и кон Мечкин камен, ние знаменитоста на Мечкин камен, познатото полетиште на светско ниво. И таму може да пројават интерес одреден број на спортисти, посетители, следачи на настани. Тоа привлекува само настани и содржини, привлекуваат се повеќе гости посетители. А нас ни се многу битни посетителите да останат ден повеќе.
Ден повеќе значи ден повеќе туристичка такса и останување средства во градот, за да можеме ние на граѓаните да ми возвраќаеме преку чистење, да речеме, на улици, уредни санација на улици, обезбедување повеќе за одведување на сметот, возила, набавка на возила за смет и слично. Се она што треба да биде како една чиста и примамлива навистина дестинација. Како планирате да го намалите долгот на јавното предпријатие комуна е прашањето? Јавното комунално предпријатие во моментов се соочува со огромен долг. Не е тоа од сега, туку е сите претходни мандати уназад. Тоа е од причина што во месецот, доколку се уклучат пумпите во село Норово, каде што се испумпува вода од Студенчица од 250 метри на 1400, става долг месечно од 10 до 15.000 евра. Во моментов преговараме со владата наша како да дозафатиме извори од село Сланско, општина Македонски Брод, на која општината не е согласна Македонски Брод. Направивме повеќе напори. Ако тие води ги обезбедиме кон Крушево, ние нема тој долг да го правиме. Најголем е долгот од пумпање на моторите во село Норово. И тука ни е најголемата загуба во комуна, која во моментов работиме на повеќе зафаќање на извори, ќе намалиме загубата, но не и драстично. Дали здравствени работници може да ги посетуваат угостителските објекти кои што се наоѓаат во Крушево со попусти? Тоа е прашање. Да. Ја прифатив пред некој ден иницијативата на директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, во која тој наведува дека здравствените работници треба да дојдат во Крушево и треба истите да бидат некако субвенционирани. Јас се сложувам со тоа потполно, затоа што се тие нашите борци и херои во ова ново време, во ова нова пандемија, и сме во преговори со, веќе почнавме преговори со повеќе туристички сектор, односно повеќе стопанственици во Крушево кои имаат собственост, да речеме, на ресторани, кафичи и хотели, да ги спуштат цените кон тие здравствени работници. И треба да се спуштат. Пред минатата година во 2019 ќе ве вратам, се пофаливте дека имате една голема бројка на туристи и посетители. 2020 беше пандемија, како очекувате да биде 2021 година? 2021 очекувам да се... Сами кажавте дека само 2000 дојдоа на светското 2500 на светското парагледање. Имавме таа година имавме околу 67% повеќе на посетители, со што се здобивме со награда Супер бренд општина. За прв пат некоја општина во нашата држава се здоби со супер бренд, каде што направивме доста за промоција на Крушево, каде што за прв пат еден град организира светско првенство за параглайдерство. 150 од 50 земји во светот имаше 150 учесници, само учесници имаше 150, што е врв за некој настан, а покрај тоа имаше следачи и гледачи од цел регион и од цела држава. Во наредниот период, 2021 година, очекувам сите овие загуби кон туристичкиот сектор да се ублажат, не очекувам голем раст, затоа што има доста загуби и најпогоден е туристичкиот сектор во Крушево, од кој што се хранат фамилии, од што функционираат, и очекувам дека ќе се задржи барем бројот на вработени и ќе се зголеми. Ќе се зголеми со потенцијални други инвеститори кои пројавуваат интерес сега во моментов. Ми се најавија дека ќе закупат и дел од просторите на поранешните објекти, градска кафана. Има пројава на интерес на хотел Илинден, која, значи, чим има пројавување на интерес, значи има интерес и за посета. Веќе препознати сме како туристички град и не само како туристички град, повторно ќе кажам, ние сме град на култура, историја, традиција, имаме доста манифестации одржани и повторно ќе одржуваме во наредниот период и со тоа се правиме за да дојдат се повеќе на гости и посетители, а ние да го задржиме онај статус на чист град на некој начин. И по кога поглед сте на тука хиената. за чист град, кога сме кај туризмот, моето последно прашање е колку е Крушево безбедно туристички, ако може да се дојде како турист, безбедно и од пандемијата, безбедно и од загаденоста во останатите градови, зборувам за чист воздух, безбедност еве за еден убав пријатен одмор. Колку ја гарантирате безбедноста? Прикажувајќи ги овие содржини кои до сега ги разговаравме, Крушево имаме доста содржини кои се на отворено.
манифестациите се одржуваат на отворено, 90 на Крушевска република, пливачкиот маратон и сите други Крушево будно кој се одржуваше минатите години. When in Крушево е одличен настан од млади интелектуалци од Крушево кои привлече голем број на туристи. Ќе продолжиме и наредниот период да ги стимулираме сите овие организации да останат во исти или да ги зголемиме во поголем број. Крушево вреди да се живее и живееме сите како што треба, мислам сложно и заедно и мора да одиме напред. Патот е трасиран и немаме друга алтернатива. Градоначалниче, ви благодарам што ни бевте гостин во емисијата Одговорност и одговори. Се надевам дека дадовме голем број на одговори и ја прикажам на одговорноста на институцијата градоначалник и ова нема да ни биде наша последна следба, ќе контактираме и понатаму со цел да информираме за сето она што се случува во Крушево. Ви благодарам. Ви благодарам. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.